Никој не знае колку жители се иселени од Виничко Драгобраште. Единствен репер дека селото се празни се изборите и избирачкиот список. Селото е составено од 12 мали, од кои веќе 2 мали се целосно иселени, значи таму не живеат веќе жители. Инаку за бројката, според избирачки список се запише негде околу 335, ама негде околу 200 души се присутни, другите се иселени во странство. Ова најживописно село во Виничко го красат новите и убави куќи градени од иселениците во странство, но живот му даваат старите, кои живеат во мислите со нивните деца по туѓина. И нашите се деца се там. Кај е се вашите деца? У Швајцарија. Имам 2 сина и една ќерка, внуци имам, снаи имам, се се там. Младите поради работа заминаа сите. Трајаше живот, знаеш како, поготово млад човек. Водам паралелка, второ и трето оделение, вкупно 7 ученици. За разлика од тоа, кога прв пат почнав на работа, имав 22 ученика во 4 паралелки и тоа во Осоговијата горе. Кога немаше ни струја, ништо немаше. Ниту вода, ниту струја, ништо. До година 4 ќе бидат. Во 2 паралелци. Во една паралелка 2 оделенија. Според студентот Јасмин, од ова село се иселиле 40 на млади, некои за стално, но некои одат само на сезонска работа. Јас седнината ја гледам туку во Република Македонија, но секако ако не можам да се вработам овде, доколку имам прилика, и јас би отишол во некоја странска земја да работам. Неофицијалните податоци зборуваат дека околу 4000 млади досега си заминале од земјава, а источниот регион само лани го напуштиле 1500 млади, ке знаели државава да го задржи Јасмин во родното огниште.